Во премиерскиот кабинет на Илинденска безброј се врати Зоран Заев. Должноста ја презеде од техничкиот премиер Оливер Спасовски. Портрет на Спасовски веќе беше нацртан и закачен на премиерскиот зид. Таму па го нема Заев, иако еднаш веќе ја напушти владината зграда. Не му закачи слика на трага, ама се врати. По 2 дена жешка дебата во собранието и двајцата беа уморни. Ги изгласа 62 пратеници. Еден од нив беше еден од бунтовниците во Дуј, Арбен Зибери. Гласаше посебно бидејќи цел ден му било лошо. Здравствените протоколи налагале тој да се вози сам во лифт и да гласа во посебна просторија. И без Зибери имаше доволно гласови, но поранешниот директор на Скопскиот центар за јавно здравје дојде и гласаше за Заев и за Филипче кој го смени. Иако премиерски предлог од Дуј беше неговиот вујко Насер Зибери. Денеска веќе беше соопштено дека не е позитивен на ковид. Премиерот му посака здравје и рече дека короната може би ќе донесе и нови слични состојби при гласање во влада. Правото на глас во така историски момент да се избира влада со мандат од 4 години е секако право на сите. Јас посакувам да биде добар со здравјето овој наш колега пратеник, кој што ги застапува граѓаните да носи уште денеска, утре и задутре одлуки важни за граѓаните, кои што ги носи македонскиот парламент. Заев со министрите традиционално беше и во водно во кабинетот на председателот. Тука ги повтори приоритетите за својот втор кабинет. Економија во време на корона, правда и ветување за 6 години затворени преговори за членство во ЕУ. Доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Време на прочистување на правосудството и неселективно владење на правото. Комплетен ветинг на функционерите. Ќе довршиме со уште еден успех нашата евроатлантска приказна со членство во Европската Унија. Во следните 4 години ќе отвориме 80% од преговарачките поглавја, а за 6 години целосно е целта да ги затвориме поглавјата. Во редот министри стоја и 5 кои останаат сврсто во своите ресори. Меѓу нив е и за здравство Венко Филипче. По долги месеци борба против корона стоеше согласно онаа што го повторува секој ден, на дистанца, а не им се приближи на колегите и кога му беше посочено од протоколот. Покрај Филипче во своите кабинети остануваат Чекеринска во одбрана, во екологија Насер Нуредини, во локална самоуправа Горан Милевски и Крешник Бектеши, министер за економија. Спасовски пак се врати на старото место, по втор пат пречек му прави Агим Нухију, овој пат надвор, со полициско-гардијски рапорт. Царовска е стара во владата, но со нова задача – образование и наука. И почна со букет бели, калии и трендафили од претходникот, сега пратеник Арбен Адеми, и со горливиот проблем – како да се вратат децата во школо. Јагода Шахпаска е нова во ресорот труд и социјална политика, каде се собираат големите проблеми предизвикани од ковид-кризата. Дека протоколите се силни покажа и вчерашното дезинфицирање на премиерот при првото обраќање во вториот мандат. Испрскан и тој и микрофоните. Најави кратење на советничките позиции во својот кабинет, со посебно внимание на контактите со граѓаните и со медиумите. Советниците ќе ги намалам во мојот кабинет, ќе имам комплетно преструктурирање во сектори на самиот кабинет. Сакаме една европеизација овде да направиме, каде што има еден посебен сектор за односи со граѓаните и заедниците, но исто така сектор кој што ќе се однесува на пиарот и комуникацијата со вас. Владините партнери од ДУИ критикувани во предизборието од СДСМ и Заев. Сега со полна уста гарантираат борба против корупцијата и одговорност за сите. Не браниме никого кој што ќе погреши. Сакаме да владееме на најодговорен може начин и граѓаните всушност тоа да го забележат уште од првите денови. Карабината без познат собственик и без градежна дозвола во Мавровка е проблемот чие решение Заев најави пред својот избор. Не беше повторено по изборот, но премиерот има една порака за сите. Следува неповторлив период за Северна Македонија. Имаме шанса која не смееме да си дозволиме да ја пропуштиме. Затоа дајте свој придонес во трансформацијата на нашата држава.